Јас сум Ива Петрунова и јас сум архитект и урбан социолог. Накратко би образложила зошто зеленилото е многу важно во урбаните населби. Пред се човекот е природно битие. Како Homo sapiens нема се уште доволно еволуирано за природата и природната околина и зеленилото да не му се потребни. Меѓутоа човекот исто така е социјално битие, односно неговиот принцип на живење и на успешна еволуција на некој начин се случува во заедница помеѓу други луѓе. На тој начин се формирани селата, градовите, населбите, нели почнувајќи од оние првобитни населби, па се до денешните многу модерни метрополи. Меѓутоа, како тука би го поврзале зеленилото? Пред се за човекот да биде здрав, потребно му е неговата природна околина. Тоа значи дека визуелно би било пожелно тој да може да ги гледа планините, реките, дрвата, односно сето тоа што тој конкретен пейзаж го прави карактеристичен и специфичен за тоа поднебје. Има многу истражувања кои покажуваат дека за човековата благосостојба, посебно пред борба на модерните психички болести како депресијата, анксиозноста и слично, потребно е човекот да биде изложен во природа. Дури на запад веќе и природата на некој начин се препишува како терапија. Тоа значи дека сите сме слушнале нели дека зеленилото одмара очи, меѓутоа тоа не е само таква народна изрека, туку потекнува нели од вистина како сите народни мудрости. Односно зеленилото не е само што одмара психички измирува, туку има и многу други карактеристики од типот на ја впива бучавата во градовите, потоа го прочистува воздухот, за тоа знаеме. Меѓутоа на човекот му е потребен и чист воздух, меѓутоа и тишина, односно смирување на сите оние градски звуци како работа на машина, бучен сообраќај, кој кај човекот долго е изложен подолг период при истите, создава состојба на стрес, анксиозност, за кој тој самиот многу често не е свесен. Потоа зеленилото во градовите има посебно важна улога во улога на спречување на климатските промени. Односно, вие ако имате високи температури во едно урбано место, со активно зеленило кое е соодветно за тоа место, може да придонесете да се ублажат тие климатски промени, односно да се намали температурата, нели си да знаеме колку е важно во топлите летни денови да имаме едно дрво кое прави солидна и дебела сенка наместо сиот бетон околу на кој сме обкружени. Потоа тие топлински острови кои се формираат во градот најчесто се облажуваат и најефтина мерка за нивно облажување и најкорисна е зеленилото. Потоа има исто така научни истражувања кои покажуваат дека градовите кои имаат големи дрвореди имаат многу помала стапка на депресија кај нивните граѓани, односно таму каде што градот живее на некој начин во симбиоза со природата, сите тие психички негативни карактеристики кои може да се појават кај граѓаните како последица од урбаниот стрес и модерното живење, односно кај современиот човек, се значително намалени. Исто така кога станува збор за домување, односно за проценка на имотите кои се во околина на паркови на зеленило, нивната вредност расте, затоа што секој би сакал да живее, односно да има дом, стан или куќа или што и да е во околина која е мирна, тивка, која е здрава, која овозможува продир на воздух, воздушни струења, има сенки, има паркови, односно целата таа зелена инфраструктура е на едно задоволително ниво.